До средината на ноември субвенции над 1 милиарда и 300 милиони денари за повеќе од над 20.000 земјоделци. Нешто што досега беше мисловна именка и невозможно, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски. Иако наследиле катастрофална состојба во земјоделието, Мицкоски вети дека консолидирањето продолжува и наредната година. Успеавме да обезбедиме за повеќе од 20.000 земјоделци повеќе од 1 милиарда и 300 милиони денари за субвенции, нешто што досега, ќе повторам, не беше можно. Ова консолидирање продолжува и во следната година. Ќе ве потсетам дека имавме исклучително добра цена за лозарите, за тие кои што се занимаваат со лозарството, исто така поддршка за одгледувачите на сливи. Имавме воредни мерки за производителите на јачмен и пченица. Со јаболкото сега за сега состојбата е одлична од купот. Понатаму фокус е тутунарите. Премиерот Мицкоски денеска присуствуваше на фестивалот на смоларскиот костен, што традиционално години наназад се одржува под смоларскиот водопад во општината Ново село. Местното население со автентични рецепти покажа како костенот се користи во секојдневната исхрана. Кога се пече костенот треба добро да се испечи и кога е топол се јаде е вкусен. А чим се изладе, костенот не е вкусен. Да е варен, може и ладен да го јадеш, ама печен костен не вреде ладен. Самиот водопад е, нели, посебно убав. Местото положбата, Беласица, убаво е. Убаво е, нема што, али имаше некои работи кои треба инфраструктурно да се средат овде, за да може се повеќе и повеќе да доаѓаат и наши и странски посетители. Локалните власти пак велат дека оваа манифестација е важна за развојот на руралниот туризам. Помага во поттикнувањето на руралниот туризам, затоа што, како што знаете, ние веќе правиме нови викенд населби и се повеќе од граѓаните кои што доаѓаат, им се допаѓа регионот, може да ги видат убавините кои ги нуди овој регион и секако во идните месеци ќе имаме индиректен бенефит. Годинава беа испечени околу 500 килограми костени, а собраните средства ќе бидат наменети за културно-уметничкото друштво од Ново село Јане Сандански.